Благодарам. Ваше блаженство, архиепископ Охридски Македонски на Јустијанина I, господин Восилин Стефан, почитувана ректорке на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, почитувани просвештенства, академици, почитувани гости, пријатели, студенти и дами и господа. Кога минатата година ги иницииравме научните средби посветени на светите Кирил и Методи, првиот ваков вид во Република Македонија, поаѓавме од неопходноста од воспоставување на традиционален научен форум, кој ќе го реконструира делото на нашите сесловенските просветители и ќе ја трансмитира фундаменталната историска порака содржана во универзалноста на нивната мисија, за рамноправноста на народите, богатството на различностите, на културите и јазиците. Порака релевантна за современа Европа, особено од аспект на политичката инструментализација на историскиот наратив за Кирил и Методи и претензиите за национална ексклузивност на нивното наследство, со што сме сведоци овие неколку години. Актуелноста произлегува од фактот што прифаќањето на ваквите национални наративни конструкти се поставуваат како услов за евроинтеграциите на Република Македонија, со што целосно се искривува клучната мисија на Кирил и Методи како патрони на Европа, правото на народите за слободна експресија на идентитетот и самобитноста на својот јазик и култура. Изворноста е најдобар одговор на политичките конструкти и тенденциите за национализација на наследството на светителите. Свети Климент ќе кажа дека Кирил бил апостол учител на сите земји, кој созида храм во неговото срце и на јазикот негов, како татковина за себе и за сите. Понатаму Климент за својот учител ќе нагласи дека ја изливаше Божјата благодат, прелетуваше над сите земји со јасни приказни, ги разрушуваше сите соблазни, станувајќи пастир и учител на словенскиот народ. И на тој начин им ги затна устите на волците, на тријазичните еретици, избројајќи се за рамноправство на словенскиот јазик и за културната самобитност. Тој заедно со Свети Методи просвети безбројен народ, оти на сите народи скриените тајни им ги откри разумно, исповедувајќи на едни со писма, на други со поука, и обогати многу народ со Божја мисла, вели Климент. Колку само мокна произвачуваат Свети Климентовите слова во нашето македонско современие, занемувајќи ги оние кои го злоупотребуваат наследството на Кирил и Методи за да негират посебноста на македонскиот народ и јазик. Кирил е преблажениот отец и учител на нашиот народ, ќе напише Климент, кој со блажен и многогласен јазик му огреа на мојот народ светлина и заедно со Методи ги просветли нашите народи со светлината на Евангелието. Денес, кога повторно се соочуваме со предизвици на намет на дивизионизам, негирање и условување на сопствениот идентитет, исклучително е важно да се подсетиме на зборовите на Свети Климент, кој со своите дела ги прославува Кирил и Методи како апостоли на слободата на духот и јазикот, како промотори на писменоста, образованието и духовната зрелост, и да укажеме на изворноста на делото на светите Кирил и Методи и неспорната поврзаност со македонските земји, со јазикот на македонските словени, како инспиративен иницијација за создавањето на словенската азбука и писменост, како и трансмисијата меѓу словенскиот свет во Европа. Наследство продолжено со Свети Климент, Наум, Охрид, Преспа, Охридската архиепископија, непресушните духовни и културни изворишта на кирило-методиевските традиции и вековни чувари на наследството. Темелот врз кој се изградила македонската писменост, култура и црква, што се вградува во темелите на словенската и европската цивилизација. Затоа научните средби посветени на Кирил и Методи не се само академски форум, туку и платформи за негување на наследството и промоција на европските вредности, бидејќи овие наши и се словенски светители не се само символи на духовното и културното просветување на словените, туку и на европската идеја за единство во различността, за почитување на секој народ и јазик,
како непроценливо богатство на човештвото. Со тоа следиме суштинската порака на блажените Кирил и Методи, рефлектирана во нивното житие, житието на Кирил, да се вброите меѓу големите народи кои го слават Бога на нивниот собствен јазик. Ви благодарам.